Добро вечер, драги приятели. Немав намера денеска да правя на видеоанализа, но патувањето поточно во Пришtina, значи на премиерот Ислам Мицкоски и средбата со косовскиот премиер ме натера да направам оваа анализа, бидејќи е исклучително важно ова патување со на премиерот Ислам Мицкоски во Приштина и поточно Косово, како и нивната средба, мислам, на двата премиера. Зашто е важно? Со оваа средба, или ово патување на премиерот, автоматски доби поддршка од Косово, а добро знаеме дека во конфликтот ДУИ прво токму Ахмети, Али Ахмети, мислам лидерот на ДУИ, имаше поддршката од Косово со заштитниот корпус на Косово. Мислам, за време на конфликтот зборам. Со оваа средба, каде Курти јавно изјави, мислам премиерот на Косово, дека нема проблем во Македонија со македонскиот јазик, автоматски тоа е жолт картон на лидерот на ДУИ Али Ахмети или една мала шлаканица, што би рекли нормално е буквално, а голема и паметен потек на премиерот Христијан Мицкоски и на албанската опозиција. Кој ќе зајакне, мислам, улогата на албанската опозиција, тоа сега ДУИ, мислам на опозиција која сега, што беше опозиција е во владата на премиерот Христијан Мицкоски. Се тоа зборува дека ово е еден вид може да се каже и подготовка за наредните локални избори кои ќе се одиграат следната година. Каде албанските партии што се во владата ќе однесат голема победа, а ќе дојде до распарчување на ДУИ и веројатно многу нивни видни членови ќе се приклучат во албанските партии, мислам, ќе пристапат кои се на власт, секој се каде со ние што е на власт. Интересно е и разговор кој беше воден во Приштина, или договор што беше склучен, прво беше за енергетика, вториот беше за образование и третиот беше за граничниот преглед. И многу опасни, не опасен, него добро за Македонија, а лошо за Али Ахмети, мислам лидерот на ДУИ, изјавата на премиерот на Косово, Курти, дека албанскиот јазик не е загрозен во Македонија. Што значи процеси да организираат ДУИ и нивните партнери ќе бидат и јавови, ќе немат поддршката од албанскиот електорат. Толку за посетува, мислам, коналитично зборам, ова е многу полно за Македонија и многу добар потез на премиерот заедно со албанските коалициони партнери кои веројатно му веделе оваа посета. Драги пријатели, ви посакувам добра ноќ со создателот Македонија напред. Македонија пред се, а се останато позади. И да не заборавам, уште еднаш ќе кажам, оние што сакат да ги следат моите видеоанализи, треба кој на YouTube да притиснат на копчето претплати се и Skype, и ако се допаѓа анализа, нормално сват лайк. И на Instagram да ме следат. Добра ноќ, убав сон, Македонија напред.